Електронските услуги во МВР ќе се зголемат, а со тоа ќе се олесни издавањето на дозволите за оружје, иако рокот на важност се крати од 10 на 5 години. За година и пол биле решени 15.000 предмети, што е 5 пати повеќе од просекот во изминативе 5 години. Во следниот период ќе се воведе електронско барање за дозвола за оружје за правни лица, а во е-форма ќе биде достапна и потврдата за оружје од Д категорија. Расте интересот од граѓаните за набавка на оружје кој во изминативе години изгубиле важноста на дозволата или трикратно повеќе барања пристигнале во МВР, што е доказ дека граѓаните ја согледуваат разликата во брзото решавање на предметите, вели помошник министерот Јован Алтанџиев. Минатата година, 2025 година, имаме рекорден број на продолжени дозволи за оружје. Тоа се должи пред се на делумната дигитализација која направи министерството, понатаму поврзувањето на евиденциите на министерството со евиденциите на судовите. Граѓаните знаат дека многу предмети во минатото беа заглавени поради делумна неажурност и на судската власт во државата. Понатаму планираме поврзување и со здравствените установи во државата со цел лекарските уверења да ги добиваме електронски. Со законот се отвора можност за сите кои не успеале досега да си ги продолжат дозволите за оружје или го добиле во наследство да го легализираат во рок од 1 година, што досега беше само 2 месеци. Глобите се одмерени согласно законот за прекршоци, но оружјето секако не се одзема. Рокот за 6 месеци пред истекот на важноста на дозволата е намерно така поставен, зошто за да нема вакуум, односно со оглед на тоа дека постапката трае 6 месеци, затоа е нормирано барањето за продолжување на важноста на дозволата да се поднесе 6 месеци пред истекот на постојната дозвола. Сепак може да има корекции во одредени казни, велат од Ловечката федерација на Македонија. Тие уште во подготовката ги дале своите забелешки, а добар дел од нив биле имплементирани. Како предлог и во законодавниот дом побараа да се зголеми бројот на парчиња оружје кои ги поседува еден човек, односно за ловците тоа да надминува 10 парчиња. Со уставот сопственоста е загарантирана, а во Македонија има ловци кои што активно ловат автохтони и алоктони видови на дивеч во Македонија и во странство, така да имаат потреба повеќе од 10 парчиња оружје, бидејќи секој ловостопански вид на дивеч се застрелува со соодветен калибар. Ловџиите реагираат и на рокот на важноста на дозволите, а побарале да остане и замената на оружје по вид. Во оваа фаза бараме имплементацијата на оваа одредба, пререгистрација на ловечкото оружје и важење на дозволата од 5 години, да се имплементира од денот кога Македонија ќе влезе во полноправно членство во Европската Унија и тогаш нашите граѓани, нашите ловци ќе имаат можност слободно да набавуваат, да купуваат оружје само со лична карта со врска да го пријават. Законот во моментов е во собраниска процедура и трпи промени, односно со амандмани ќе се коригираат дадените забелешки.